Па прво да го честитам јубилеот. Ние од МЦМС лани прославивме 30 години. Честитки за 25, значи не е многу после нас и секако предизвик да се остане релевантен во граѓанското општество во Македонија целиот овој период. Цивил веројатно кратка дефиниција или карактеристика би ја рекол со англискиот збор disruptor, да ги меша работите, односно да истакнува проблеми или прашања во општеството кои или други не ги покренали или ги поставува на поинакво ниво, на повисоко ниво и поинтензивно, за да се замислат луѓето дали и како одиме напред, особено во почитувањето на правата на граѓаните. И во таа смисла одигра прилично голема улога и беше значаен на една од најзначајните организации. Меѓу другото и баш проверував со бајлево податоците за соработката наша од сите овие години и заклучивме дека е Цивил единствената организација која добила 5 пати грант од Civica Mobilitas програмата во овие 15 години, очигледно заслужено, во износ од околу 20 на милиони денари, значи и најмногу грантови, најголем износ на поддршка од таа конкретна програма за граѓанските организации во Македонија. Она што на другата страна ви го кажал, да речем, од последниве неколку години е, да речем, можеби неспремноста на македонското општество кое се покажува поконзервативно, но гледаме дека тоа и светски феномен, да речем, или тренд, да да речем, промовирање на либералните вредности и идеи. Очигледно општеството не е се уште на тој стадиум да лесно ги прифати така и затоа Цивил беше битен за да тие се покренати и бидат проминентно истакнувани, но од друга страна гледаме дека има некој беклеш, односно отпор во општеството за така брзи промени во таа насока. Тука веројатно и Цивил треба да се прилагоди на повеќе на општеството, бидејќи некогаш доаѓа до контраефекти и веројатно тоа се случува, бидејќи гледаме дека и довербата во граѓанското општество е намалена за 10% во овие 3 години од последното наше мерење од 48 на 38% и сите ние, вклучително Цивил, треба да се загрижиме зашто е тоа така и веројатно можеби буткаме некои работи побрзо од што општеството е спремно да ги прифати, така да тоа би било. И втората критика или карактеристика што ја забележав е дека вредноста или предноста на граѓанските организации е конзистентноста и држењето на принципите во однос на одредено прашање или идеја. Моментот кога ќе се приклониме, да речеме, кон некоја идеолошка страна или политичка опција, не секогаш ги се поклопува со тие идеали или принципи за кои стоиме како граѓански организации и веројатно се случи некои такви преклопувања повеќе од потребното во последниот период, што можеби го малку наруши имиджот на Цивил како непристрасен пропагатор на либералните вредности, односно кога организацијата треба да се држи до тие принципи, дури кога страната, да речеме, која ги промовира, греши. Значи, треба да се укаже грешката на таа страна, а не секогаш да се критикува другата страна, бидејќи тоа дава перцепција или чувство на пристрасност, разлика од држењето до принципите, бидејќи ги знаеме дека политичарите кај нас ни едните ни другите не се безгрешни и кога прават грешки треба да се укажат без оглед дали ни се поблиски или во ставовите или во делувањето, така да тие две работи се, да речем, на страната која може да се поправи во Цивил во следниве 25 години, но секако натежнуваат многу повеќе овие првите за придонесот на Цивил во развојот на граѓанското општество и граѓанските вредности во Македонија.